Многу на кратко станува збор за закон, измена и дополна на закон со која што ќе допрецизираме и ќе ги направиме построги критериумите при изработката на урбанистичките планови и урбанистичките проекти. Како што знаете, Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам имаше интензивна работа изминатиот период, се бореше со многу неправилности, утврди многу работи, градежната мафија доби сериозни удари и во таа насока, доколку веќе имаме утврдено или согледано некои аномалии или неправилности, треба да реагираме час поскоро со законски измени. Такви си овие неколку законски измени, каде што е на неколку многу накратко. Например, во со членот 2 на законот, со предлог законот се предлага построг критериум во делот на изборот на правно лице кое врши стручна ревизија, со цел листата да биде што е можно пообјективна. Имено се забранува истото правно лице кој го изработило планот, оно што го изготвувало, што го цртало планот, да е собственик, управител или вработен во правното лице кој врши стручна ревизија. Практично да нема никаква допирна точка, да биде транспарентноста на највисоко можно ниво, а можност за злоупотреба да се сведе на апсолутен минимум. Со членот 3 од предлог законот се брише практично можноста урбанистички проекти да изработуваат и правни лица кои ги исполнуваат пропишаните услови за вршење на дејност со проектирање согласно законот за градење, кои имаат во работен однос на неопределено и полно работно време најмалку еден архитект, урбанист со соодветно овластување за изработка на урбанистички планови заради поедноставна контрола во делот на издадени лиценци. Со членот 4 се менува целиот член 63, само со цел да имаме точно и прецизно да се утврдат сите чекори по стапката за изработување и одобрување на урбанистички проект со план за парциализација. И практично цениме дека со овие потребни измени, доколку бидат усвоени, се стеснува апсолутно простор за манипулации и имаме една транспарентна и ревностна постапка за изготвување на урбанистичките планови. Благодарам.